Кафе-бар, хотел, ресторан Милениум ви представува. Драги наши гледачи, добродојдовте во уште едно издание на вашиот омилен, гламурозен и секако фешн магазин. Погледнете што е најново во светот на шоу-бизнисот и секако светската мода. Барбара Стрейсанд ќе објави снимка дует со Елвис Пресли. Елвис Пресли, кој почина во 1977 година, никогаш не настапувал со Барбара Стрейсанд, но затоа тоа не ја спречи Барбара да пее со него. Актерката и пеачка на 16 септември ќе го објави албумот Partners, на кој ќе се најде и песната Love Me Tender. Гласот на Елвис е монтиран на композицијата благодарение на напредната технологија, нормално со претходна согласност од неговиот наследник. На новиот албум ќе се најдат 12 песни, а партнерите на 72 годишната Барбара ќе бидат познати пеачи како што се Андреа Бочели, Били Джоел и Стиви Вондер. Исто така таа снимила дует и со својот син Джейсон Галт. Таа ја објави песната It Had to Be You во дует со Майкл Бабел, која исто така ќе се најде на албумот. Гласините дека Jay-Z и Beyoncé се разведуваат повторно актуелни. Гласините дека Jay-Z и Beyoncé ќе се разведат откако ќе заврши турнејата On The Run се уште актуелни. Сепак никој од нив двајца не се изјаснил дали ова е нивниот план или пак постојат само решливи проблеми во рајот. Без разлика на шпекулациите, тие продолжуваат со нивната кариера, а последно нешто е трейлерот за нивниот документарен филм, кој на 20 септември ќе ја доживее својата премиера. Интересно е тоа што во овој трейлер се гледа како дивата му ја пее на Jay-Z легендарната Bang Bang, песна за осквернувани врски. Овој хит од 60-тите години најпрво е испеан од Сони Боно, а подоцна од Шер и Ненси Синатра. Може би токму со оваа песна само се потврдуваат гласините дека Jay-Z ја изневерил Beyoncé. Но покрај врските, родителите имаат време да и се посветат на малата Blue Ivy, која што е однесоа на картинг. Beyoncé и останатите новинари кои присуствуваа на возењето направија прекрасни фотографии. Но откако ќе заврши турнејата, односно по концертот во Париз на 13 септември, веројатно парот ќе се огласи за сите гласини кои ги придружуваа за време на нивната турнеја. Погледнете неколку модели на кошули фустани кои се ин оваа сезона. Кошулите фустани се она класично парчена облека која ги спасува утрата кога не знаете што да облечете, но и представуваат решение во приликите кои се истовремено опуштени и деловни. Лесно се стилизираат, стегнете ги со впечатлив модел на ремен. За дневни комбинации ќе биде доволно некој парче на накид и рамни сандали, но доколку сте обожавателки на високите подпетици, и таа комбинација доаѓа во предвид. Едноставните бели кошули фустани се број 1, но потоа следуваат джинс моделите, како и црните. Доколку сакате да избегнете класиката, изберете макси кошули фустани од оние со принт. Во следниот прилог неколку фотки од најдобриот стајлинг на светските звезди. Драги наши, тоа беше се за ова издание на Звезди. Секако многу повеќе содржини во наредното. Вие имајте пријатен викенд и дружете се со програмата на ТВ Тера. Чао, чао.